Во рамките на проектот за граѓанско учество, Центарот за граѓански комуникации во изминатите 3 години спроведува 20 истражувања на важни теми за секојдневното живење на граѓаните, во обид да се влијае врз намалување на корупцијата и понаменско користење на јавните пари според потребите на граѓаните. Најпрво се прибираат информации од државните институции преку испраќање барања за пристап до јавни информации, па добиените податоци се обработуваат, процесираат и анализираат. И резултатите се објавуваат во медиумите и на нашата веб страница opendata.mk. 3 вакви одделни истражувања за бројот и староста на возилата за противпожарна заштита, на амбулантните возила и на службените возила на министерствата и општините покажаат дека имаме малку и стари амбулантни возила. Сите 47 здравствени институции имаат 183 болнички возила, просечно стари околу 13 години. Состојбата е слична и со противпожарните возила. 30 противпожарни единици во земјава располагаат со 220 возила кои се просечно стари околу 30 години, а најголем дел од овие возила се произведени во минатиот век. За разлика од овие возила, од кои директно зависат животот и здравјето на граѓаните, министерствата и општините заедно имаат 2645 возила. Дополнително, друго наше истражување покажа дека во земјава ни недостигаат дури 536 пожарникари, само за да се задоволи пропишаниот законски минимум што мора да го имаат противпожарните единици според бројот на жители што ги покриваат. Најмногу пожарникари недостигаат во Скопје, Тетово, Гостивар, Куманово, Битола и Прилеп. Следно истражување пак покажа дека само во изминатите 2,5 години државните институции се подновиле со околу 400 нови службени возила. После спроведувањето на истражувањата и објавувањето на резултатите од нив, неколку здравствени институции и противпожарни единици добија нови и дополнителни возила, а со посебна уредба владата го регулира и ограничува користењето на службените возила. Исто така, беше најавено и вработување на нови пожарникари, особено во градовите каде што има најголем недостиг. Резултатите од истражувањата беа предмет на повеќе од 300 објави во медиумите, што предизвика поинтензивна јавна дебата за овие прашања.